Ова не е играч. Судбините ни ги креираат. Ти за 4 години, ако се вратиш уназад кај си бил пред 4 години и сега кај си 4 години, тоа е голем простор. Овде стално малкумини одлучуваат во Македонија. Значи има некои предикции дека излезноста ќе биде дефинитивно под 50%. И тоа е толку жално, ама покрај нашата апатија, ние ако нешто не му даваме значење, не значи дека неговото значење исчезнува. Така да ги повикувам младите особено, затоа што мислам дека следните генерации се многу поразлични. Независно од нашите гледишта, независно од нашата идеологија, независно дали сме индиферентни или не сме, екстровертни, интровертни, високи, ниски, ние можеме да се согласиме сите дека воздухот не ни е окей, така. Промената не можам јас да ја донесам. Ама кога би се собрале едноставно сите во еден придонес за општото добро, затоа што во Македонија си има изгубено општото добро. И најдобро да постапуваш, ти пак можеш да бидеш изигран, можеш да бидеш оставен без основни услови за функционирање во било што правиш, се распаѓаат работите околу тебе. Конечно, мислам дека нашата генерација сваќа дека борбата не е само поединечна, туку дека борбата е колективна. Ние мораме да почнеме за единицата да ја третираме како нешто живо, како нешто што постои. И тоа може само да се направи кога нашите индивидуални желби ќе ги ставиме зад колективните желби, зад доброто на колективот, зад доброто на малото, на градот и така натаму.